Добар ден во првото празнично информативно издание на Канал Плюс. Почнуваме со кратката најава. Денес православните христијани го одбележуваат големиот празник Успение на Пресвета Богородица, познат кај народот како Голема Богородица. Вчера започна фестивалската еуфорија во Берово. Денес се слави во рударските градови Пробиштип и Македонска Каменица. Од денес до недела се одржува фестивал на медот во Штип. Богат избор на мед и други пчелни производи има од сите региони на Македонија. Синоќа во рамки на 6-тиот поред етноплоштад фестивал, спектакуларен концерт одржа балканската звезда Здравко Чолич. Фестивалот продолжува и денес и утре со настап на домашни и странски музички изведувачи. Настанот е во организација на локалната власт, а е спонзориран од фармацевската компанија Зегин. Синоќа со сиот свој музички раскош продолжи етноплоштад фестивалот во Берово, кој беше претесен да ги собере илјадниците љубители на добрата забава, кои повеќе од 4 часа уживаа во изведбите на кралицата на ромската музика Есма Реджепова, изведба испреплетена со настапот на бразилската танчерка Паола Блантон, а свој настап имаа и победниците на Гуча оркестар од Тускакан, како и други домашни и странски музички имиња. Атмосферата кулминираше со излегувањето на сцена на балканската поп звезда Здравко Чолик, кој меѓу другите хитови ја испеа и неповторливата Сите патишта синоќа дефинитивно водеа кон Берово, градот на еколошката органска храна, град кој ги кани сите љубители на добрата музика и денес и утре да бидат дел од 6-тото издание на етноплоштад фестивалот, како и сајамот на традиционална здрава храна Малешевијата на дланка, настан кој, како што велат беровчани, еднаш во годината се случува, а се памети цел живот. Со свечена литургија, молитва и свеќа за здравје и берикет, православните христијани денес го одбележуваат големиот празник Успение на Пресвета Богородица, попознат кај народот како Голема Богородица. Според христијанската традиција на овој празник се принесуваат дарови за здравје пред големата икона, а се зема и светена вода. Богородица била почитувана не само од христијаните, туку и од муслиманите, и кон неа сите упатувале молитви за исцелување, здравје и берикет. Празникот народски попознат како Голема Богородица е денот кога мајката Божја ни смртта преминала во вечен живот. Богородица е единствена жена во историјата на човештвото која го добила епитетот Пресвета. Се смета за заштитничка на бремените жени, на децата и на семејството. Имено овој празник се празнува уште од давнини во чести спомен на покој или успението на мајката Божја. Во нејзиниот живот, мајката Божја останала да живее според желбата на Господ Исус Христос со неговиот најмлад ученик, со Свети Јован Богослов, кој ја зел при себе да ја чува, живеела во Ерусалим долго време, ги подучувала апостолите, ги крепела, ги обидувала сите места позначени, Витлемската гора, Голгота, Таворската гора и многу други места кај што поминувал нејзиниот син за време на својот живот. Ги обидувала местата, се подсеќала на настаните кои биле проследени со земниот живот на Христос Спасителот. Ги подучувала и ги тешела апостолите и побрзо го молела Христа да ја земе нејзината душа при неа. Еден ден во молитва се јавил архангелот Гаврил и дал палмова гранка во раката и рекол дека за во рок од 3 дена таа ќе се упокои и душата своја ќе ја предаде на Бога. Од голема радост таа посакала уште еднаш да ги види апостолите и незината молитва била услишена. Веднаш во тој миг на облаци сите апостоли се собрале носени на облаци во куќата на Свети Јован Богослов во Сион, во Ерусалим. Со Божја промисла за да се покаже уште едно чудо, Свети апостол Тома пак не бил присутен. Кога се упокоила мајката Божја, незиното тело го ставиле во ковчег и одејќи низ Ерусалим поворката била со Божја промисла прикриена во густ облак за да не ја видат незнабожните и неверни евреи.
Но еден евреин, сакајќи да ја обечести Мајката Божја, спружил раце да го турне ковчегот, но ангел Господ веднаш му ги пресекол рацете, па тој молејќи апостолите, тие му ги исцелиле рацете и поверувал во Христа. На третиот ден, според Божја помисла, дошол и свети апостол Тома и ги замолил апостолите да го одведат во гробот на Јоаким и Ана, мајката и таткото на Света Богородица, кај што била положена и таа. Кога го отвориле гробот, исто како и при воскресението Христово, ја виделе само плаштаницата, телото на пречистата го немало во гробот. Така тој празник од тогаш е воспоставен празникот Успение на Пресвета Богородица. Смета дека Мајката Божја живеела уште 60 години на земјата пред да се упокои. Овој празничен ден посветен на Мајката Божја за свој заштитник го имаат и рударите. Денот на рударите денес почнува да се слави во Македонска Каменица и Пробиштип, во склоп на манифестацијата Каменичко културно лето. За празникот на градот Македонска Каменица ќе биде домаќин на најголемата балканска ѕвезда Лепа Брена. Пробиштипјани пак ќе ги забавува македонската ѕвезда Калиопи. Од денес почнува 10-тиот поред фестивал на медот на градскиот мини плоштад во Штип. Љубителите на здрава храна од денес до недела ќе имаат можност да се снабдат со мед. Богат избор на мед и други пчелни производи ќе има од сите региони на Македонија. Организатор е Сдруженијето на пчелари Нектар. Продажбата на мед е многу поголема него порано што било. Порано, да речеме, имало негде околу 25 пчелари, а сега има преку 300. Што значи дека производството на мед е многу поголемо и потрошувачката е поголема. Порано се плашеле пчеларите дека нема медо да се троши, ама сега како се развива пчеларството, така и потрошувачката е поголема и е корисна. Луѓето гледаат дека стварно е корисно од пчелините производи ако се конзумира од рана младост до старост. И така да потрошувачката е многу поголема. Детска ликовна колонија се одржува на браната градче во Кочани, на која учествуваат млади ликовни творци од повеќе градови од Македонија. Детската ликовна колонија Свети Пантелеймон, која четврти пат се одржува во општина Кочани, започна на 25 августа, се одржува на браната градче. На ликовната колонија оваа година учествуваат млади ликовни творци од повеќе градови на Македонија, кои творат низ Кочанската котлина, а како инспирација им е старата кочанска архитектура, оризовите полиња, езерото Градче, манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон и планината Остогово. Денеска представници од општината ги посетија младите уметници и ги разгледаат делата кои ги творат во прекрасниот амбиент на браната градче. Оваа година немаме гости од странство. 2 години имавме, а оваа година учесниците се од различни градови на државата. Значи имаме од Скопје, од Куманово, од Тетово, од Виница и од нашиот град, секако од нашата општина, од Кочани. Ги избираме учесниците и по делата се гледа дека ги избираме вистинските, односно избираме на вистина уметници кои што го даваат максимумот од себе и оставаат на вистина вредни дела. Ние како општина се трудиме, значи делата кои што остануваат во собственост на општина Кочани, да ги презентираме. Дел од нив ги даваме и како пропаганден материјал, значи на делегации каде што гостуваме. Поголемиот дел се кај нас во општината и сега во моментот подготвуваме каталог за сите 4 изложби, сите 4 ликовни колонии и планираме во рамки на деновите на Кочанскиот орис манифестацијата да направиме една изложба од сите 4 одржани ликовни колонии. И годинава со младите ликовни творци работи ликовниот педагог Александра Димитрова. Позади мене се учесниците од ликовната колонија, кои што се на број 12. Тоа се ученици од средните уметнички училишта од внатрешноста на Македонија. За жал оваа година немаме представници од меѓународно ниво, значи ова колонија од регионално ниво. Меѓутоа, пак ќе кажам, значи, ова колонија е од голема важност за еден млад уметник кој што чекори на патот кон уметноста. Самите ученици се задоволни и истражуваат. Значи, тие едни од други пробуваат нешто да дознаат, да научат. Со самото пленеристичко отворење
како што биле импресионистите во историјата на уметноста, тие така настапуваат, значи на само место ја пренесуваат атмосферата, импресијата од Брана градче. Сакав своите таленти да ги надоградам со тоа што ќе продолжам да учествувам во овие ликовни колонии и да бидам дел од сликарството. И сега ќе бидам прва година во Средното уметничко училиште Лазар Личеновски. Денес цртам еден вид портрет што е како подвода, а пред тоа имав мислам задача да цртам како жива природа, инспирирана од ова место. Делата од меѓународната ликовна колонија Свети Пантелеймон ќе бидат изложени на изложба по повод 7 септември, денот на ослободувањето на Кочани. Два брода со имигранти потонаа вчера покрај бреговите на Либија и најверојатно стотици лица се загинати во несреќата. Кребрежната стража успеала да спаси 200 лица, но изгледа многу повеќе се блокирани на палубата на поголемиот брод. Првиот брод со околу 50 патници вчера испратил сигнал за помош, а вториот со околу 4000 имигранти потонал малку подоцна. Телата се на имигранти од Сирија и јужноафриканските земји. Германија го повика Facebook да го цензурира расистичкото пишување. Собствениците на најголемата светска социјална мрежа одговорија дека се однесуваат многу сериозно кон искажаните стравувања од Берил, објавени во германските медиуми. Крајно десничарски и расистички групи во Германија често обвинуваат на Facebook дека не им дозволуваат да ги изразат своите ставови. Тие се борат да ги заобиколат наметнатите ограничувања, создавајќи своји внатрешни мрежи во рамките на социјалната мрежа. Двајца француски новинари били уапсени во Париз поради сомнение дека го уценувале кралот на Мароко, од кого барале 3 милиони евра за да не објават книга која содржи штетни информации за кралството и кралот. Случајот почнал на 23 јули, кога новинарот Ерик Лорен ја контактирал мароканската монархија и на нејзиниот представник му соопштил дека се подготвува да објави книга за Мароко. Неколку дена подоцна во Париз се одржал состанок меѓу новинарот и адвокатот на кралството, на кој Лорен предложил да не објавува книгата во замена за 3 милиони евра. Во Монако вчера попладне беше извршена ждрепката за групната фаза од Лигата на шампионите. Екипата на Барселона ќе ја брани круната во Лигата на шампионите против Баер Леверкузен, Рома и Белорусија во групната фаза. Целта е да се освои едно од првите две места и тимот да влезе во елиминациите од првата позиција во групата. Сепак групата на Барселона не е во центарот на вниманието, бидејќи има неколку кои се максимално интересни. ПСЖ ќе биде предизвик за Реал Мадрид, додека Севиља, Манчестер Сити и Борусија за тимот на Јувентус, што практично најавува голема битка во групната фаза меѓу представниците од 4 најсилни лиги. Секоја група носи своја тежина и дефинитивно најавите се дека ќе има пекол на есен во 6 кола, колку што ќе бидат одиграни на патот кон 8 на финалето. Ова беше се во првото издание на вестите на Канал Плюс. Со нови содржини гледајте не во 16:30. Имајте пријатен празничен ден.